Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денешнава моја тема е молитва само во името на Исус. Во Дела на апостолите 10 поглавје се зборува за еден човек по име Корнелија, кој што сакаше да му се поклони на Петар заради неговото присуство во неговиот дом и заради неговата апостолска мисија. Но беше спречен со зборовите «Немој, стани», да го разгледаме накус овој настан. Петар беше во Јопија. Беше во Јопија нагости кај еден човек по име Симон со прекар кожарот. Тој како и вообичаено се молеше секогаш. Но овој пат требаше да се помоли таму каде што беше нагости, па отиде на покривот од куќата да се помоли. Кога се молеше, наеднаш се спушти некаков сад како големо платно. Внатре имаше секакви нечисти птици. Евреите според законот не јадеа птици кои се прогласени за нечисти, зашто законот тоа го забрануваше. А Петар во тој момент беше гладен и баш кога беше гладен, Господ му рече да заколи од овие птици и да јаде. Петар, како Петар се стаписа, кога го слушна ова, бидејќи вакво нешто не му дошло никогаш на памет да јаде нешто нечисто. Но Господ му вели да јаде. Тоа во суштина беше една поука за Петар, дека од сега натаму и на паганските народи им се отвора врата за спасение, зашто евреите, паганските народи ги сметаа за нечисти. Спасението нема да биде само за евреите, туку и за паганците, за сите народи, па и за нас македонците. Петар го свати видението и созна дека не смее да ги презира оние што Господ сака да ги спаси. Кога се упати кон домот на Корнелија, за кој што и тој беше информиран, дека треба да дојде човек од Јопија и да му каже зборови на спасение, и пристигнувајќи, Корнелија го пречека и клекна да му се поклони, сметајќи го за достоен и голем Божи апостол. Меѓутоа, во тој момент, Петар силно изреагира, го крена на нозе и му рече на Корнелија: «Немој, стани, и јас сум само човек». Тоа е запишено во Дела на апостолите 10 глава 26 стих. Оваа Петрова изјава јасно не открива дека апостолите и сите библиски личности не сакаа никој да ги обожува како да се поголеми од другите луѓе, а во краен случај на никого не дадоа впечаток дека треба ним да им се исповедуваат гревовите, а тие да ги пренесуваат на Бог во името на Исус. Такви настани или впечатоци во Библијата нема никаде. Затоа сите апостоли се држеа понизно и не сакаа поклонување во ниеден случај. Ако се земе предвид оваа поука на Петар и ако се практикува, ќе нема ниту еден ден посветен на некој апостол или на некој обичен човек верник. Туку сите денови ќе бидат на Бог посветени и ќе служат за Негова слава, а не за слава на некој апостол кој бил слуга на Бог. Гледате ли сега каква разлика има од тогашниот Петар и денешниот измислен Петар? А што се однесува за Петар, оној библискиот, му благодарам на Бог што преку неговите две писма, што ги имаме првото и второто Петрово писмо, можеме да извлечеме доволно поуки за наша духовна надградба. А исто така и како очевидец на Христовите дела запишани во Евангелието според Марко. Да се задржиме малку на она што му го рече Петар на Корнелија. Немој, стани, и јас сум само човек. Овие се понизни силни зборови. Апостолите, иако правеа големи чуда и може да се прават важни, сепак не дадоа таков печаток. Тие се држеа на зборовите што Исус им ги рече дека без Него не можат ништо да направат. Како второ, зборот «немој» укажува на теолошка вистина дека поклонувањето му го должиме само на Господ Исус Христос и на никој друг. Овој стих не може да се толкува како што на некој му одговара. Тоа што Петар му забранува, поклонување и обожување, останува за сите поколенија.
Во денешно време, за жал, мнозина од ликот на Петар направија денови за славење и титули на личности кои воопшто нема допирни точки со она што го учеше Петар. Например, кога некој ќе почне да се моли на Петар или на друга личност и да бара прошка за неговите гревови и за гревовите на неговото семејство или најблиски, таквиот се вплеткува во мрежата на ѓаволот, на сатаната, на старата змија. Бидејќи ниту една молитва не стигнува до Бог упатена на погрешна личност, а токму тоа му одговара на ѓаволот, на сатаната. Намерата е да не се спаси човек од гневот што доаѓа и од вечната мака. Ако сакаш Бог да те послуша и да ја услиша твојата молитва за било што, мора и треба да го молиш само Исус и никој друг. Зашто Исус е посредникот помеѓу Бог и луѓето. Апостол Павле вели, нема друго, односно еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Господ Исус Христос. Бог го постави Исус да биде помирителна жртва за нашите гревови и само тој може да ги послуша молитвите. Тоа што го зборувам и пишувам не се должи на моje лично убедување и толкување, туку убедување кое е засновано на Библијата. Така што не постои друго убедување кое има аргументи за поинеков став кон ова прашање. Вистината е една и само една, а тоа е да се упатува молитва само на Исус Христос и на никој друг. Петар, Павле, Јован, Јаков и сите останати Божји слуги, кои го завршија својот земен живот со вера во Исус Христос, тие беа само слуги. Додека беа на земјата, ниту еднаш не дадоа впечаток да се практикува вера која ги прави нив за посредници. Туку напротив, се бореа да се задржи Христовата вистина, како што им беше објавена. Во подоцнежните векови, луѓето кои не беа духовни, измислија посредници со цел да го манипулираат народот за профит и да го воведат во погрешна насока за нивна осуда. Гледај да извлечеш поука од тоа што е напишено и да го смениш твојот став во поглед на посредничката улога на твојата душа. Исус посредува за тебе, а не Петар, не Павле, никој друг, или било која друга личност спомната во целата Библија. Зашто уште еднаш ќе го цитирам стихот на апостол Павле, зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Господ Исус Христос. Тоа е запишено во 1 Тимотеј, 2 глава, 5 стих. А во Јован 3:16 е запишено: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него и само во него и само на него се моли, да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.